Здраво, ова е 330-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Монстер од Хироказу Корееда, во кој станува збор за мајката Саори, глумена од Сакура Андо, која ја знаеме од Shoplifters, Godzilla -1 и Love Exposure, која почнува да бара одговори од учителот во училиштето во мигот која ќе забележи дека нејзиниот син Минато, кој глуми Соја Курокава, се однесува невообичаено, стравувајќи дека еден од неговите учители е насилен кон него, иако зад неговото незадоволство се крие сосема поразличен причинител. Од поглед на мајката Саори, по смртта на сопругот забележуваме детерминизам која прави прегрижелив родител во поглед на синот, меѓутоа, иако деломно го задушува незиното дете, контролирајќи го секој негов здив, се обидува да биде негов најдобар пријател, што е потполно разбирливо затоа што само тој е останат во незиниот живот од ближните, затоа е растревожена поради тоа што не може да ја разглоби и согледа новонастанатата промена кај него, не знаејќи ја преамбулата и причинителите за неговата несреќа. Таа развива фиксација дека неговиот учител е насилен кон него и има потреба од фокусирање на гневот кон антагонизирањето на некоја личност, за да се почувствува исполнета дека прави нешто да ја спречи, односно да не ја влоши ситуацијата во која е затекнат синот Минато, чинејќи го спротивното. Да останеме исклучиво во незината перспектива, ќе гледаме сосема по-суров филм. За учителот Хори, глумен од Еита Нагајама, веќе се гради некаква искривена представа со разноразни хипотези за неговото однесување уште од озборувањето за него, што значи дека вистината е компромитирана уште пред да го погледнеме учителот во кадар. Меѓутоа, некои од озборувањата, како предпоставката дека самата директорка го прегазила внучето со автомобилот, се од друг тип. Филмот докажува дека предпоставките може да бидат подеднакво опасни колку и директните навреди, доколку кријат невистини во себе, која ќе се подгрее со туѓа имагинација и започнат нови жаришта со несакани последици, доколку не се базираат на разборитост. Ова засадување на туѓа идеја, која содржи потенцијал да расшири трулост преку лагата во која е повиена, сведочи дека не може да се дојде до вистината од сумирање на погрешни заклучоци. Низ неговите очи ја гледаме хајката која се води против него, додека него реши криптограмот на домашната работа, во која се крие девизата кој се тепа. Минато е расеан, крати коса, расфрла чевли, велосипед, скока дури од автомобил насред движење, така што не ни овозможува режисерот продор во неговата психа, ќе не запознае со него дури во последниот чин, па склони сме да повлекуваме и ние предпоставки дека пати за внимание и наоѓа диверзивен начин да го манифестира своето незадоволство, користејќи го секој метод, освен кажувањето на проблемот јасно и гласно, затоа што не сака да си замине неговата симпатија од училиштето. Многу тешко му е да ја артикулира теговата и во текот на 2 часа со неговото подробно запознавање ќе се преозначат првите сцени, откако ќе сватиме дека се крие растегнување на нереализирано заљубување, вешто оркестрирано од сценаристот Јуџи Сакамото, кој го држи ангажиран гледачот и си поигрува со неговите согледби во текот на делото. Со иземање на таткото од Равенката, Минато нема никаква фигура на идолизирање и сукцесивно таа празнина останува неисполнета во неговиот живот, меѓутоа Минато има јадеж дека нема да го исполни ветувањето да биде како татко му, затоа што има други афинитети што го разорува однатре. Факт е дека неговиот врсник Јори Хоџикава претрпува насилство од соучениците, кои го нарекуваат со погредни имиња, затвораат во тоалет, валкаат клупата, оквалификувајќи го како вонземјанин, со сите стереотипи за поразличниот, за другиот, кого толпата решила да го задева, па од перспективата на Минато дознаваме зошто беснеењето во училница го има искористено како диверзија од задевањето на Јори, иако и тој се плаши од афилиација со него пред врсниците, па затоа се дистанцира од него пред другите, но не може да биде инертен на злобата на соучениците и реагира, започнувајќи лавина на несакани последици, само затоа што насилниците надвор од рамката на кадарот патат за внимание и тие се антагонистот на филмот, за кој никој не сака да прокоментира. Калеидоскопот деломно се надополнува и со помош на перспективата на амбивалентната директорка и нејзиниот сопруг за решетки, обвинет за прегазување на внукот, една
подприказна наративна нишка која не придонесува многу освен со нејзината ментална отсутност и физичко присуство во кадрите. Во последниот чин гледаме како едно пријателство прераснува во нешто повеќе од тоа и со вештото раководење на действието мајката и учителот стануваат секундарни ликови, а младите прераснуваат во хероите за кои е снимен филмот, предводени од млади актери кои одлично се носат со предизвиците на глумата и не преглумуваат. Односот на раководните на училиштето со родителот во Јапонија е симптоматичен, каде родителот пројавува загриженост за третманот на синот од страна на учителот, според исказите на нејзиниот син и нејзините брзоплети силогизми, поставувајќи многу едноставно прашање на кое не добива одговор. Дали учителот кренал рака над нејзиниот син, на што добива политички флоскули дека имало контакт помеѓу раката на учителот и носот на минато и ќе се потрудат да не дојде до недоразбирање во иднина. Мајката со право не сака да го прифати извинувањето затоа што никој од училиштето не сака да ја каже вистината, ја согледа грешката, преземе вина и не го повтори инцидентот кој не настанал на начинот на кој таа го замислува. Фактот кој не го знае мајката е дека проектира и дека травмата на минато не доаѓа од третманот на родителот и учителот, туку од проблемите на едноумието на патриархалната заедница во која нема место за поразличните од нивниот норматив. Новиот факт кој ги преозначува функциите е дека според учителот минато е тој што е насилник кон врсниците, уште една лага која ќе ја побие наводната жртва затоа што е негова проекција, потврдувајќи дека возрастните немаат пристап до иманентниот свет на најмладите и нивните тајни. Се игра и на картата на стравот на родителот, дека едно мало невнимание е потребно за да се загрози детскиот живот и може да забележиме во преписката еден стереотип дека Саори е обвинета дека се однесува како типична самохрана мајка и тоа од страна на учител кој е израснат од самохрана мајка. Како лајт мотив се наметнува идејата на монструозноста на постоењето на човек со трансплантиран мозок од свиња, односно, ајде да го расплинеме толкувањето човек кој не се чувствува добре дојден во собственото тело и не е разбран од околината, затоа што неговите пориви смета дека го прават да биде изрод, иако има афекции кои не може да ги сосредоточи и оправда, но стравува дека околината ќе го казни поради нив, па затоа однатре се чувствува грдо во себе си, не баре чудовиштето на Франкенштейн или секоја друга грозотија која не ја разбираме, и од тоа неспознавање се раѓа страв, аверзија и кривоглед. Свинскиот мозок е аналогија на премолчената хомосексуалност, која еден од татковците решава да ја излечи во наводници со наоѓањето на девојка на син му. Рашомоновото структурирање на творбата, каде се расплинуваат действијата од различна страна на пламнатата зграда, без да се сегрегирани по поглавја, е добро решение на сценаристот да ни докаже дека секој поаѓа од различно гледиште до вистината, во која во обид да го вразуми избезумениот минато, не сакајќи ќе добие замав по носот од учителот, додека пак минато има своји побуди за дивеењето, кои никој не ги разбира. Така што режисерот се послужува со коралната структура од хиперлинкуваните приказни, но наместо да прави поделен омнибус налик Креш на Хегис, тој заемно ги преплетува приказните без јасни поделби, оставајќи му простор на будниот гледач да ги поврзе наративните конци во пресвртите. Додека возрастните се преокупирани со потрагата по децата во бурното невреме, најмладите во епилогот се вовлечени во еден препород на карактерите во мигот кога ќе понираат надвор од земјата во обид да се реинтегрираат во општеството како ресоздадени индивидуи без багажот на претходното постоење, ако тоа воопшто е возможно. Во преточувањето на режисерската визија во фотографија, и тука му помогна долгогодишниот соработник на Корееда, директорот на фотографија Риото Кондо, со препознатливо светлосини нијанси преку ден и снимање на доли во бурните ноќи со прекрасни кадри во кои коленичат и веднеат учителите на училиште, или пак ги забележуваме децата како создаваат интимен свет во природата, непристапен за возрастните, од кои ќе треба да се измолкнат и да созреат. Корееда сам си го монтира овој калеидоскоп на действија, каде ликовите остануваат непроменети, ама околностите се менуваат, комплетирајќи една сложувалка на која токму тој ја имава јасната визија и план како треба да биде составена, знае кој факт да го воздржи, а кој кога да го обзнани, доволно за да го држи вниманието на гледачот до крај, да се запрашува
во кого лежи чудовиштето, оркестрирајќи прекрасно течение на действието. Ламентирачкото пијано на покојниот композитор Риучи Сакамото се напластува уште од првите кадри на делото за да даде иницијални назнаки на тонот на творбата, а потоа е одекнува низ филмот и ќе си земам за право да проектирам дека е некаков одек на недофатливото, озвучено отсуство во животот на минато, на почетокот на филмот можеби. Меѓутоа таговното пијано завршува во мејџор ки на самиот крај, кога ќе се измолкнат од невремето малите херои за време на нивното препородување. Така што Сакамото на одличен начин ги користи алатките на располагање за да ги надогради емоционалните квалитети на ликовите, особено на децата кои ги премолчуваат своите пориви. Филмот е многу сроден со уште еден филм кој го рецензира во Видеологија, односно Close од Лукас Донт, особено во поглед на реализирањето на симпатијата помеѓу најмладите ликови и неможноста за нејзино прифаќање од средината, со тоа што Кореједа го дефрагментира действието на различни перспективи, што го двои од останатите слични остварувања. Доколку не грешам, ова ќе биде третиот филм од јапонскиот режисер Хироказу Кореједа, кој е рецензиран за време на постоењето на емисијата Видеологија. Првиот беше Shoplifters, а потоа го рецензирав Брокер, и во тие рецензии ја представи севкупната филмографија на Кореједа, а по снимањето на Брокер се препушти на режирање на 9 епизоди од серијата на Netflix The Makanai, Cooking for the Maiko House, за двете пријателки кои се селат во Киото со намера да ги изучуваат вештините за се стане гејша, од која едната станува Маико, чирак на гејшите, а другата готвачка. Моментално има договор да работи на уште еден проект за Netflix, но исто така во развојна фаза беа два негови филмови кои требаше да се реализираат на светскиот пазар, односно Nobody Knows и Like Father Like Son на англиски јазик, но не знам докаде е работата на нив. Во неговите семејни мелодрами под лупа ја става семејната заедница и ја реконтекстуализира во модерно доба, ставајќи ги по прашање одговорностите и функциите на секој член од неа, со што се двои од останатите јапонски и светски режисери воопшто. Не сум доволно убеден колку е вообличен ликот на директорката и дали умешно се ракува со нејзиното позиционирање и разработка, но да речеме дека и таа има некаков удел во самоспознавањето на минато, така што филмот бара фокусираност од гледачот затоа што сите мали чинители ненајдено се појавуваат и објаснуваат во средиштето на филмот и потребно е да се гледа филмот со будно око и без надворешно одземање на вниманието, затоа што секое вртење на главата надвор од екранот ќе значи промашување на еден од елементите на сложувалката, што сигурен сум дека ќе биде преголем влог за некои гледачи, особено на тие кои гледаат филмови за да го пуштат мозокот на пасење. Филмот имаше својата премиера на минатогодишното издание на Канскиот фестивал, односно фестивалот чии миленик е Кореједа низ годините, каде беше награден со Квир палмата и палмата за најдобро сценарио, а потоа беше награден на фестивалите од Чикаго, Стокхолм и Ванкувер и беше исто така прикажан на фестивалите во Сиднеј, Карлови Вари, Торонто, BFI, Рио, Солун, Њу Јорк, а јас имам можност да го гледам на минатогодишното издание на домашниот фестивал Cinedis на големо платно, директно од Кански, како што му доликува на филмот. Меѓутоа се сеќавам дека бев преморен од проекциите и пропратни активности, па го рецензирав во скратен облик во репортажата која ја правев за фестивалот на Дансе Макабре, но си дадо ветување дека кога ќе добиеме дигитална копија ќе може подетално да пенетрирам во суштествувањето на творбата, откако Toho, Wild Bunch, Well Go USA и Le Pact завршат со кинодистрибуцијата на филмот. Уште еден успешен филм на Кореједа во кој си поигрува со предпоставките на гледачите о поглед на преодредените стереотипи на возрастните ликови, под кои се крие една нежна приказна за првата љубов и неможноста за нејзино реализирање во конвенциите на општеството во кое се јавува. Филмскиот сенсеј уште еднаш ја преозначи модерната јапонска заедница. Ако морам да го евалуирам, тогаш Монстер од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 330-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!